овде од прес-центарот на Социјалдемократскиот сојуз, каде што, како што кажа, пред околу 1 час мандатарот Зоран Заев ги соопшти оние имиња кои што доаѓаат од редовите на СДСМ. Спомна 2 звучни имиња: Шекеринска за одбрана, Никола Димитров, Министерството за надворешни работи. За натрешни останува Оливер Спасовски, за труд и социјална политика Мила Царовска, финансии Драган Тевдовски, образованието ќе го води Рената Десковска, земјоделство останува Љупчо Николовски, транспорт и врски Горан Сугаревски, можеби едно од изненадувањата, барам за нас овде медиумите, култура Роберт Алагјозевски, информатичко општество Дамјан Манчевски. Ова се оние ресорни министри кои што доаѓаат од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Има и неколку без ресор: Кочо Ангјушев, бизнисменот Роберт Поповски, Едмонд Адеми, Самка Ибраимовски, Зорица Апостоловска, Зоран Шапурич и Аднан Кјахили. Мандатарот Зоран Заев рече дека во најбрз можен рок, откако ќе се завршат сите формално-правни работи околу кандидатурите на министерските имиња, дека ќе биде испратен новиот состав на владата, како и владината програма до собранието најави дека доколку не се стигне вечерва, тоа ќе биде утре изутрина во 10 часот. Само да најавам дека утре во собранието е и редовната координација на која што се очекува да биде закажана и собраниската седница. Она што можеме да го истакнеме од оваа пресконференција на која што беа соопштени имињата од страна на СДСМ за ресорните министерства и оние без ресор е тоа дека Зоран Заев ги повика политичките партии да ја дадат поддршката за новиот владин состав и новата владина програма. Ги повика и БЕСА, иако денеска тие и официјално рекоа дека нема да учествуваат во новата влада, затоа што Зоран Заев не ги прифатил нивните принципи. Ги повика и пратениците од ДПА да ги поддржат при гласањето, ама и од ВМРО ДПМН во спроведувањето и гласањето при некои реформски проекти во собранието. Прашан Зоран Заев од новинарите околу некои имиња кои што се носители на кандидати за министри предложени од страна на Демократската унија за интеграција и нивната поврзаност со можни истраги во специјалното јавно обвинителство, ама и во основното јавно обвинителство, Заев рече дека ќе испрател писмо до специјалното јавно обвинителство за сите од кандидатите министри, дали можеби се инволвирани во некоја од нивните истраги, и рече дека доколку тоа се потврди, тогаш тие нема да бидат дел од владиниот кабинет за основното јавно обвинителство. Рече дека ќе почека тоа да ги претрпи реформите кои што ги најавуваат од Социјалдемократскиот сојуз. Прилагам сега да направиме еден пресек и да го слушнеме Заев. Јас ги повикувам и нив, но и другите партии дадат поддршка и на новата влада, иако е тоа еднократен чин на гласање. Ке негуваме соработка во периодот и, како што рековме денеска, оставаме отворени врати, дури да бидат составен дел на владата во периодот кој што предстои пред нас. Но не само за БЕС. Јас сакам да повикам и ДПА да даде поддршка, како за владата, така и за реформите. Сакам да ја повикам ВМРО ДПМН и неговата коалиција да дадат поддршка за реформите, заради тоа што не верувам за владата да ќе дадат поддршка, но за сето она што е важно за граѓаните, да бидат на страната на граѓаните и на унапредување на севкупниот квалитет на живот на сите граѓани. Секако ќе пуштам писмо до специјалното јавно обвинителство, дали за мене или за мојот владин кабинет има отворено истраги или некој е кривично гонет или слично, дали има обвинителен акт или слично, се во тој момент и се во иднина што ќе се покаже дека некој е осомничен под истрага, се има обвинителен акт или слично, нема да биде составен дел на новата влада. По денешната попладневна средба помеѓу Заев и Ахмети на излегување, Ахмети рече дека тој нема да отстапи од неговите имиња, кандидати за министерските позиции: Хазби Лика за Рамковен или сега поново Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците, Бујар Османи за евроинтеграција, Садула Дурако животна средина, Крешник Бектеши екологија и Билен Салиу за
правда и дека веќе било договорено нивните кандидатури, односно биографии, да бидат верифицирани од страна на институциите. Се очекува уште од Алијансата на албанците кои ќе бидат предлогимињата за Министерството за здравство и тоа за локална самоуправа. Иван, јас се одјавувам од седиштето на Социјалдемократскиот сојуз и уште еднаш повторувам дека доколку се стигне со кандидатурите формално правно уште вечерва, доколку не утре изутрина програмата и владиниот состав патуваат до собранието.